Па ова беше денеска една, по мене, одлична иницијатива, во која што 12 земји, 10 земји членки на Европската Унија и 2 земји членки кандидати, разговаравме за основање на една иницијатива која што ќе овозможи настапување како земји од заеднички пазар во процесот на преговори или обезбедување на поевтини лекови од фармацевските компании, а пред се од иновативните компании и лековите за ретки болести. Значи, денеска бевме фокусирани на овие два сегменти, на скапите лекови, посебно онколошките лекови и лековите од орфан листата, односно лекови за ретки болести. Но се надам дека тоа нема да се ограничиме на тоа во иднина. Ова е добра иницијатива затоа што креира поголема сила. Не соединува 12 земји и ни овозможува подобра позиција во разговорите со големите фармацевтски компании, што би требало да овозможи сериозно намалување на цените на лековите и овозможување на тоа да добиваме најсовремена терапија по сериозно пониски цени. Господин министр, можете ли да ни разкажете малку повеќе за успехите на здравеопазването в Македонија? Во Македонија, во делот на здравството, сме фокусирани на неколку сегменти. Првиот сегмент на кој што сме фокусирани е здравствената инфраструктура. Тука имаме сериозни инвестиции во последниот период. Инвестираме во нова клиничка болница во Штип, во Источна Македонија. Инвестираме во треба да започнеме сега со инвестиција на изградба на нов клинички центар во Скопје. Овие две инвестиции се негде околу 100 милиони евра, само во делот на инфраструктурата, плюс набавка на опрема за овие два здравствени објекти, но исто така сме фокусирани на инвестиции во сите други градови, во Битола, во Прилеп, во Охрид, Куманово и така натаму, Велес, со што сакаме здравствената инфраструктура да дигнеме на повисоко ниво. Втора работа на која што сме фокусирани е едукацијата на здравствениот персонал. До сега имаме преку 2200 доктори и останат медицински персонал испратено на обука во најдобрите болници во Европа и во Соединетите Американски држави, да бидат обучени со цел да воведат нови методи кои што претходно не се работеле во болницата или воопшто не се работеле во Македонија и на тој начин да го подигнеме нивото на квалитет на здравствени услуги кои што се даваат во државата. Трет сегмент на кој што сме фокусирани и кој што веќе ни е реализиран е електронското здравство, односно системот кој што го имаме интегрираниот здравствен информатички систем кој што веќе ни е поставен и одлично функционира. Во Македонија се вика Мој термин. Тоа е систем преку кој што и директно се закажува и систем во кој што се вмрежени сите приватни здравствени установи на примарно ниво, на секундарно ниво и на терцијарно ниво и сите аптеки. Тоа значи целиот здравствен систем е вмрежен во еден интегриран здравствен систем, што овозможи сериозно намалување на времето на чекање за здравствените услуги и за диагностичките, но и за терапевските и сите останати здравствени услуги. Исто така сме фокусирани и постојано на намалување на цените на лековите. Тоа е многу значајно за нас затоа што се трудиме со тие средства кои што ги заштедуваме со постојано намалување на цените на лековите, повторно да ги инвестираме во здравство. Ги враќаме во здравство преку инвестиции во инфраструктура, преку инвестиции во кадар, во опрема и така натаму. И последен сегмент, оно што сега го споменав, е тоа набавка на нова опрема, нешто што беше многу значајно, имајќи предвид дека опремата претходно беше стара, дотрајана и не одговараше на современите предизвици во здравството. Па затоа бевме обврзани, би рекол, да набавиме нова опрема. Сега состојбата во Македонија е да над 55 до 57% од целата опрема е набавена после 2011 година, што значи дека сериозно е подобрена здравствената услуга која што се дава на нова опрема. Тоа нормално ствара нови трошоци, генерира нови трошоци, но се грижиме преку честно работење и преку домакинско работење тие трошоци да ги држиме во некои рамки кои што овозможуваат постојана инвестиција во здравствениот сектор. Од друга страна исто така се трудиме и како влада, имајќи предвид дека здравството е еден од главните фокуси на владата на Република Македонија, постојано да го зголемуваме буџетот на здравство и да нема намалување на буџетот. Немаше намалување на буџетот за здравство дури и во време на економската криза во Европа, што значи дека како држава покажавме дека здравството е еден од основните столбови на кои што не треба да се штеди, но треба рационално да се користат ресурсите. Един такъв въпрос, господин министър. Къде България и Македония може да се сътрудничат в областта на здравеопазването?
Па ние со Бугарија имаме одлична соработка во делот на здравството, има многу наши лекари кои што ги праќаме во Бугарија на дополнителна едукација и тоа е вака една одлична можност за нашите лекари да се обучат за некои методи кои што не ги користеле или кои што не се воведени во Македонија, но исто така тоа представува еден нетворкинг, зближување на докторите од двете земји и потоа возможување на нивна комуникација и на стручно ниво, но и на научно ниво. Гледам дека можеме да соработуваме сега ова денес, кај што го почнеме како иницијатива во делот на лековите и тоа е одлична иницијатива и одлична можност за соработка, но мислам дека соработката помеѓу Македонија и Бугарија постојано и во секој сегмент мора да се унапредува. Сепак ние сме соседи и соработката во сите сегменти мора да биде на највисоко ниво, вклучително и во здравството.